Пречистителната станица во Прилеп е прва во Македонија која што започна со производство на електрична енергија од метан, кој што се добива при работа на самата станица. Во моментов од 12 до 15% од потребите за енергија се покривале токму од метанот. Потребните документи за официјализирање на ова пробно производство се поднесени до надлежните институции. До крајот на годината се планираат инвестиции со кои што производството на струја од метан би покривало и до 20% од потребите на станицата, а со поголеми инвестиции тоа може да биде и до 50%. Па некаде според пресметките од раководителите и ова година што ги направивме, значи доколку се инвестираат некои добри од прилика минимум 300, максимум 500.000 евра, би можеле да дојдеме со половично производство од електричната енергија што е потребна за оваа пречистителна станица. Од метан, да, само од метан. Интензивно се преговарало со владата да се промени постоечкиот закон и да се дозволи производство на електрична енергија од соларни панели за јавни претпријатија оформени од општините. Прилепски водовод веќе има готов проект за поставување на вакви панели на пречистителната станица, која што користи 80% од вкупната потрошена енергија на самото претпријатие. Доколку се постават овие панели, ќе се намали сметката за струја за оваа станица и до 50%. Законот кој што е пред многу години донесен да го променат, да ни дозволат производство на електрична енергија од обновливи извори. Тоа значи ние самите јавни претпријатија не сакаме да бидеме профитабилни и да правиме разлика во цена од самото производство, ние сакаме да направиме проекти каде што таа електрична енергија што ќе ја добиваме од тие фотоволтаици да ја користиме само за наши сопствени потреби. Се надеваме досега позитивно оди разговоров, премина во позитивно, се надевам јас дека позитивно во наредниот еден месец ќе биде решено нешто во. Инвестицијата за овие панели би била околу 540.000 евра, пари кои што водовод се надева дека ќе ги обезбеди од европските фондови и дел од нашите министерства, а истата инвестиција би се вратила за една година. Годинава инаку ќе се прави и таложник за пречистителната станица, каде што ќе се таложи поголемиот дел од отпадот и калта кој што го носи водата со себе, а потоа водата, која што ќе треба да се пречистува, нема да ги уништува машините како досега. Со субвенционираната електрична енергија пак за декември се намали сметката за струја која што ја плаќа водовод некаде за 50%, а со тоа се намали и сметката за вода која што ја плаќаат прилепчани.